Тоа ништо не снимив ја. Неам интро. Сајмна книга Просветно дело денес. Оче ќе го гледате сега наредно. Ја и Стеф. Стеф. Да викнаа мене и Стеф на сајмна книга да имаме работилница на Просветно дело и се деси ова. Освен на сајмна книга, денес е ден на наш свет и бидејќи во наш свет постојано следиме, односно го следиме сето она што го следите и вие, а бидејќи знаеме колку ги сакате јутјуберите, денес со нас се кажете ми колку вашите родители знаат што е тоа јутјуб и што се тоа јутјубери? Разговарате ли со нив? Не? Бидејќи пред 10 години, верували или не, воопшто и не знаеа дека постојат јутјубери, меѓутоа денес постојат родители кои што знаат и кој се PewDiePie, многу добро знаат и кој е Стефанатор, а кој е Ајнштајн, бидејќи заедно со своите деца ги гледаат нивните YouTube видеа. Сега Стефан и Иван се денес овде со нас да ни раскажат како започнала нивната приказна и како добили инспирација да започнат да го прават она што го прават и да имаат толку следбеници на YouTube. Здраво. Здраво. Зашто си била толку поглазен? Уште повеќе викаш. Аха, мислам дека имам кажано многу пати, немам некоја голема филозофија зашто го правам тоа. Едноставно, порано снимав на англиски, имав англиски канал, кажа снимав една игра, играта ми ја затворија, се разочарав. После дознав дека и во Македонија некој прави нешто, решив да се придружам и јас и да почнам да пробам нешто да правам. И тоа ми исполнува и затоа решив да го правам тоа што го правам денес. Јас смеам нешто тука ти украдам, ако не ми текнува. Јас зашто почнав, затоа што не знам, некако YouTube ми беше онака платформа кај што можам најдобро да се изразам, онака чувствата да си ги искажам, да си кажам све што ми лежи на душа без да се срамам. Иако онака почнавме ние беше многу срамотно да снимаме на YouTube. Али сега ми е многу мило што веќе онака се рушат тие стереотипи и онака можеме да се искажеме све што мислиме без да се срамиме. Тоа ми е следното прашање. Како се справувате со негативните коментари? Бидејќи секако мора да постојат и негативни коментари освен позитивните. Кога почнувавте, како се справувавте токму со тие негативни коментари? Колку влијаја на вас? Па види, сега да не урочам, чукнам дрво, нема многу негативни коментари. И таа фала и на вас што нема негативни коментари. На почетокот да, имаше неколку негативни коментари, така доста добар број, али што знам, некако пробав да си ги изгасам чувствата, онака оф, и затоа што имав самодоверба, онака и продолжив да го правам тоа што сакам да го правам, знаев дека ќе ми успее, ако ќе се пресрамам, ќе направам ова. И да, управо бев. Исто сега кога бевме на 1 на 1 имаше прво план да се прави нешто ко реакција на негативни коментари. Не рекоа најдете си некои негативни коментари да видиме како дали ги имате воопшто. И ако ги барав, не најдов, затоа што стварно се многу ретки. Иначе нормално имам прочитано по некои тие што се баш негативни, ко хейт коментари не ги ни перцепирам воопшто, туку само знаеме да се насмееме на нив. А постои друг вид на негативни коментари што се конструктивни критики, ако знае некој да ти каже ова не е добро, вака направи го на оној начин, тоа што е добро го читаме и пробуваме да го подобриме. Колку видеа имате снимано до сега и кога го снимивте првото видео? Мене првото видео ми е на 13 јули 2016, значи летово правам 2 години, а имам околу 170 видеа, мислам. Не ви знал да го одговорам точно на прашање. Така имам, отприлика ја таа бројка на видеа може треба помалце. А видео, кога го снимав првото видео, ја видео снимав од така толкав. Значи од кога сум имал нешто камера што може рекординг да прави, сум снимал видео. Као малечок, али кога дознав за YouTube, мислам, си почнав да се работам тоа. А што знам, ја први снимав на Instagram, пошто немав поима дека постојат некои вакви дечки, што после ги запознав, фала им што ги запознав, што ми дојде во животот. Не знам, така е ја некои 2 години, мислам, ми е стар каналов, да речам. Видео со најголема гледаност. Да ти врне. Мене мислам дека прво сега најгледано видео ми е со Лила 90 секунди. Сега бидејќи претпоставувам дека меѓу вас има некои што имаат YouTube канали. Имаат ли меѓу вас некој што има свој YouTube канал?
мама и тата да ми купат играчка, они ми рекоа ќе се вратиме после и не се вративме. Ти купивме книга, сега ајде читај. Ќе читам. Имаш свој постер во тоа списание што ти го купивме. Плативме за тоа! Сине, како си помина на саем? Си поминав супер, ама дека сум многу низок, не видов многу, гледав само во нозе на луѓето, дека на саем има многу големи луѓе, ама убаво се прошетав со мама и со тато и ми купија книга. Па што не кажа тато на грб ќе те качеше. И па да не му тежам на тато, изморен од работа и не ќе. Добиваш сладолед. Јама сме го воспитале, бе. Срце дете, ти викам бе, сакам стварно детето да ни биде девица, ќе го темпираме у септембар да се роди. Ајде, и што некоја нова година? Некоја нова година пак ќе си останеме дома. Тебе ќе те пуштиме со другарчијата. Сакаш братче или сестриче? Сакам и тоа и тоа. О. Тоа, другари, фала ви многу што гледав тоа видео, се надам дека ви се допадна. Тоа е се што Кики успела да сними. Победо, не ми Да, верува. врска, фала ти многу што сме снимаш, Кике. Ќе прави Влогови, Кике прави влогови. Фала и на сите што дојавте у Просветно дело и што се подруживме, многу ми беше мило. И фала и на дечките од Просветно дело in the first place што не викна и што да книги. Да. Ставите лайк. Да, сега Стеф ќе ви каже што направи. И стиснете го звончето за секој пат да добивате нотификација кога Иван ќе стави ново видео. Јас тоа никогаш не сум кажал. Фала ти, Стеф, се гледаме за брзо. Чао, чао. Сабскрайбнете му на синко наш. Доколку веќе му немате сабскрайбнато на синко наш. Синко наш. Чао, чао.